Во 90-тите години од 19-тиот век, МРО започнала се повеќе да го применува атентаторскиот начин на борба. Во тоа време во редовите на организацијата се вклучил Андон Лазов Јанев Ќосето од Велешко. Тој е човек кој што заради еден своевиден престап за едно убиство во Велес на еден турчин се одметнал и заминал во илегала, отишол во Солун и таму директно е ангажиран од страна на Дамјан Груев, а за да се обезбеди легитимитет за неговиот престој во Солун, тој формално е ангажиран како пајтонџија на Христо Татарчев, на председателот на Централниот комитет. Станува збор за човек кој што е искористен во многу акции во Македонија за ликвидации на луѓе кои што се спротивставувале на организацијата, или пак за човек кој што навистина знаел во секој момент да се справи со секој предизвик, без да размислува за никого, без да има обзир и предвид со кого има работа. Тој ќе ги изврши речиси 90% или ќе учествува во речиси 90% од атентатите кои биле извршени врз представниците на бугарската и грчката пропаганда на територија на Македонија. Неговата пожртвуваност и одданост кон делото на Македонската револуционерна организација одела до тој степен што кога во еден момент дознал дека неговиот брат соработувал со османлиските власти, лично Андон Ќосето го организирал атентатот врз неговиот роден брат. Еден од првите атентати кои што го извршува Андон Ќосето, тоа бил атентатот во Солун врз Борис, тој бил еден спроведувач и поддржувач на српската пропаганда во тие краеви. Централниот комитет заеднички со Андон Ќосето одлучуваат тој да биде човекот кој што ќе го изврши убиството. Андон Ќосето известно време ќе го следи Борис и ќе успее да го изврши атентатот во хотелот во кој што Борис во тој период престојувал токму во градот Солун. Токму во моментот кога сакал да го напушти хотелот, Борис бил нападнат и избоден со нож од страна на Ќосето, кој веднаш почнал да бега и во вооружената пресметка со турската полиција успеал да застрела и еден заптија. По оваа извршена акција, Даме Груев како член на Централниот комитет на МРО му советувал на Ќосето да се прикрие и да внимава на себе, затоа што организацијата не сакала да изгуби таков способен терорист. По известно време Централниот комитет на МРО повторно му наредила на Андон Ќосето да ликвидира уште еден непријател на организацијата. Овој пат се работело за известниот Печиновиќ, директор на Српско училиште во Солун и според МРО еден од главните столбови на српската пропаганда. Координацијата за ликвидација на Печиновиќ Андон Ќосето ја имал директно со Даме Груев, додека и понатаму останал во служба на Христо Татарчев како пајтонџија. Исто така, Андон Ќосето ќе биде повторно задолжен, заедно со негов соработник Митре, исто така терорист на македонската организација, заеднички ќе го организираат убиството, односно Митре ќе пука во Печиновиќ, директорот на Српското училиште. Тие успеале да го следали и успеале да го начекаат во моментот кога тој влегувал во училиштето. Ќе биде прво само ранет, меѓутоа подоцна подлегнува на повредите на пат од Солун кон Белград, ќе почине. За да биде парадоксот поголем, токму Ќосето во функција на пајтонџија го возел Татарчев како лекар до училиштето, каде председателот на Централниот комитет на МРО бил повикан, заедно со други лекари, да помогне во спасувањето на Печиновиќ. Интересно и тоа што оваа личност, всушност, буквално ги познавала сите патеки во Македонија. Ако се проучат неговите спомени, ќе се открие дека не постои кладенче или патека или колиба на територијата на Македонија во која што тој не престојувал. И затоа често пати бил користен и воден како личен водич, некогаш на Делчев, друг пат со Михаил Апостолов Попето, трет пат со Ѓорче Петров, а самиот тој на крајот на криштата и човекот на кој што му било доверено ослободувањето на мис Стон. Кога е добиен откупот за неа, всушност тој од Горно Џумајско ја довел дури до Струмичко по безбедни канали на организацијата и таму ја ослободил.
Следната цел на Андон Ќосето бил директорот на грчкото училиште во Гевгелија, Цицо, влав по националност и спроводник на грчката пропаганда во тој дел од Македонија. Од страна на организацијата, тој бил товарен за многу тешки дела, шпионирање на членови на МРО и предавства пред турската власт. Централниот комитет на МРО неколку пати испраќал атентатори, но сите обиди за негова ликвидација биле безуспешни. По долги разговори во Централниот комитет на МРО, конечно било решено за ликвидацијата на Цицо да бидат ангажирани Андон Ќосето и Ицо Џорлев од Кукуш. Андон Ќосето заминува со уште неколку соработници, терористи исто така на македонската организација, заминуваат со воз во Гевгелија, од Солун во Гевгелија. И таму ќе го следат известно време Цицо, не можеле веднаш да го пронедат во неговиот дом. Целта на Андон Ќосето била да го изврши убиството врз директорот на училиштето пред неговото семејство во неговиот дом. Меѓутоа не можат да го пронедат таму, продолжуваат да го бараат во околината на Гевгелија, на крајот го пронаоѓаат во една градина, каде што лично Андон Ќосето ќе го застрела и ќе го изврши овој атентат. Групата атентатори се разбегала и по 3 дена Андон Ќосето пристигнал во Солун, каде добил скривалиште, се додека не се смирала работата околу убиството на гркоманскиот директор.